Утрински стихови од Библијата. 8 јули. Бог ќе ги одбрани своите избраници. Та Бог ли нема да ги заштити своите избраници, кои викаат кон Него дење и ноќе, имајќи трпение со нив? Ви велам, ќе ги одбрани скоро. Но кога ќе дојде човечкиот син, ќе најде ли вера на земјата? Лука 18:7 и 8. Во сите векови, Бог дејствувал преку светите ангели за помош и избавување на својот народ. Небесните суштества земале активно учество во случувањата помеѓу луѓето. Тие се појавувале облечени во облека што блескала како молња. Доаѓале како луѓе во облека на патници. Ангелите се појавувале во човечка форма пред Божите луѓе. Тие се одморале како да се изморени, напладне под дабовите. Тие го прифаќале гостопримството на човечките домови. Дејствувале како водичи на патници изгубени во мракот. Со свој раце тие го палеле огнот на олтарот. Ги отворале затворските врати и ги ослободувале слугите Господови. Облечени во небесниот оклоп, тие дошле да го тргнат каменот од Спасителевиот гроб. Драгоцениот Спасител ќе испрати помош токму кога ни е потребно. Патот до небото е осветен со неговите стапки. Секој трн што ги повредува нашите стапала, ги повредил и неговите. Секој крст што сме повикани да го носиме, тој го носел пред нас. Господ дозволува конфликти, за да ја подготви душата за мир. Времето на неволја е застрашувачко искушение за Божиот народ. Но тоа е време кога секој вистински верник треба да погледне нагоре и со вера ќе може да го види виножитото на ветувањето, како го обкружува. Токму на полноќ, Бог ја манифестира својата моќ за избавување на својот народ. Среде гневното небо има еден чист простор на неопислива слава, од каде што, како бучава на многу води, доаѓа Божиот глас, кој вели: се сврши.